Директорот на Битолскиот театар Васко Мавровски е горд на богатата роденденска програма. Покрај премиерата која што подготвуваме во склоп на ова прослава 80 години, до сега реализиравме во месеци неколку дена 3 премиери. До крајот на годината имаме уште 3 нови представи. Организираме една изложба на плакати кои што се изработени од Христо Бојаджиев, нашиот пензиониран музичар, фотограф и работник по потреба, уметник во онаа смисла на зборот сестран уметник. Подготвуваме постановка во која што ќе бидат изложени трајна постановка за сите награди и признанија кои што овој театар ги добил, сите оние кои што ги поседуваме, околу 170 на број. Ќе имаме 3 гостувања на Драмски театар, Македонски народен театар и Велешки театар, кои што во чест на роденденот на Битолскиот театар ќе настапат во Битола. Подготвуваме монографија 80 години Народен театар Битола. 10 дена од ослободувањето на Битола на 14 ноември 1944 година. Со изведба на представата Ѓоре Магарески на Владо Малески започна со работа на Родниот театар во Битола. 80 години подоцна, на сцената на оваа театарска куќа која се смета за најстара во државата, ќе се одигра представата Ѓоре Магарески 80 години потоа, во изведба на 28 сегашни и пензионирани актери, а во режија на Благој Мицевски, Јован Ристовски и Софија Ристевска. Мавровски сепак подсетува дека оваа институција долги години нема физичка билетарница каде што граѓаните ќе можат да набават билети, ниту дигитализиран репертоар. Новини што ги најавува за следната година. Ќе имаме барање за следна година за одобрување за вработување за билетар, бидејќи немаме работно место билетар предвидено во систематизација, сега ќе го направиме и тоа и се надевам дека битолчани покрај дигиталниот репертоар ќе имаат и физички на кого да се обратат за да добијат информации во однос на представата која што се игра во текот на вечерта. Пензионираната актерка Сонја Михајлова со задоволство се сеќава на колективната театарска работа со ансамблот на Народниот театар од Битола, со кој гостувале речиси на сите континенти во светот. Со Народен театар Битола се поминале многу страни од светот, да не речам скоро цел свет, од Америка, Австралија, Канада и скоро цела Европа, така да моментите со нашите сонародници широм светот, со македонците, биле секогаш еден исклучително не само професионален, туку и емотивен момент, бидејќи тие ни сите овие години, 80 години, се поврзани како публика со овој театар. На прашањето на Гласот на Америка дали е полесно да се игра пред домашната публика или надвор од Битола, Михајлова вели. Публиката во Битола, сега првата импресија што ја добивам за одговор на прашањето е дека во текот на годините се менува. За жал, постои момент дека ни се растура публиката, како што се растуриле многу елементи од она што го викаме театарска култура и начин и примање на цело едно време и технологија, интернет, достапноста на разни медиуми преку интернет и се, така да мислам дека ни се осипува театарската култура, значи од двете страни, и од страна на институциите, но и од страна на публиката. Некаде малку ги имаме побркано конците, оти сме заборавиле на некои, условно велам, вистински вредности. Значи, и театарската култура и воопшто културата се почнува од мали нозе, но имаме некакви празнини во култивирањето и на публиката и на себе си во однос на публиката. Народниот театар од Битола зад себе има импозантни бројки. 569 наслови, околу 3.900.000 публика и 14.000 изведби. За 2025 година се најавува амбициозна програма во која 70% од текстовите што ќе се земат во работа ќе бидат од македонската драматургија и посебно нагласуваат со македонски режисери.